Учитувани. Ви известуваме дека Управата за финансиска полиција на 15.3.2018 година до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и областување, предвидено и казниво по член 353, став 5, а во врска со став 1, и кривично дело соизвршителство по член 22 од Кривичниот закон на Република Македонија против лицето ВД во својство на одговорно лице, директор на службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија, и против лицето ВГ во својство на собственик и управител на Друштвото за обезбедување и услуги Securicom Multiservice International до Скопје. Имено, пријавениот ВД во текот на 2015 година, свесно и со однапред утврдена намера, ја искористил службената положба, односно со прекорачување на своите службени овластувања, иницирал постапка за јавна набавка, при што со цел да избегне обврската, да побара согласност од Советот за јавни набавки, согласно член 36а, а во врска со став 4 од Законот за јавни набавки, испратил известување за оглас за јавна набавка, деловодно заведено во службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија под број 18-4234/3 од 1.7.2015 година до 7 економски оператори. И тоа: 4 друштва кои се капитално поврзани и се во собственост на пријавениот ВГ. Друштвата се Друштво за обезбедување и услуги Securicom Multiservice International до Скопје, Друштво за услуги Securicom Service Доел Скопје, Друштво за услуги АПС Доел Скопје и Топ Сервис Доел Скопје. Две друштва, и тоа Друштвото за производство, трговија и услуги Серта Доел Увоз Извоз Скопје и Друштво за хигиеноско-технички услуги Техночист до Скопје, две друштва кои се во периодот пред јавната набавка имале соработка со Друштвото за обезбедување и услуги Securicom Multiservice International до Скопје, и едно друштво, а тоа е Друштвото за трговија и услуги Еко Клининг Доел Скопје, кое е фамилиарно поврзано со Друштвото Серта Доел Скопје и истото не се јавувало во друга постапка за јавна набавка. Од горе наведените 7 економски оператори биле добиени 7 позитивни одговори со изјави за заинтересираност за учество на огласот за јавната набавка, на начин што е избегната обврската за барање на согласност од Советот за јавни набавки, согласно член 36а, а во врска со став 4 од Законот за јавни набавки, за да по објавениот оглас со број 26/2015 година од 3.7.2015 година, истите не се пријавиле, односно поднесена една понуда, и тоа од Друштвото за обезбедување услуги Securicom Multiservice International Скопје со број 15-01-08-00093 од 5.8.2015 година. Пријавените склучиле договор за извршување на услуги број 18-4234/20 од 31.8.2015 година, спротивно на член 15 од Законот за јавни набавки, на начин што оформиле неделива постапка за јавна набавка, која опфаќа 5 дејности кои не се меѓусебно поврзани. И тоа: за одржување на хигиена, за услуги за тековно одржување, дактилографски услуги, услуги за обезбедување на ПП заштита и услуги за оперирање со ТТ централи на органите на државната управа. Односно спротивно на член 2 од Законот за јавни набавки, со намера да се намали и елиминира конкуренцијата, односно да се избегне можноста за електронска аукција, кој што овозможува конкурентно надавање и намалување на цените на услугите, Друштвото за обезбедување и услуги Securicom Multiservice International до Скопје се стекнало со противправна имотна корист во износ од 660.834.855 денари. Од наша страна, како Управа за финансиска полиција, во предистражната постапка извршена е компаративна анализа на цените на услуги за чистење и одржување по метар квадратен, при што е направена споредба на оглас за доделување на договор за јавна набавка со број 03 од 2015 година, објавено од страна на договорниот орган, исто служба за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија, во врска со одржување на хигиена, тековно одржување и хортикултурно уредување, и тоа во објектите на НИП Нова Македонија и Вила Водно во Скопје, за период од 2 години,
кој е исто квалифициран како неделив, односно е склучен со Друштвото за обезбедување на услуги Securco Multiservice International до Скопје во вредност од 28.811.352 денари. За истите објекти е објавен исто оглас за доделување на договор за јавна набавка број 19 од 2017 година на договорниот орган Служба за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија во врска со одржување на хигиена, тековно одржување и хортикултурно уредување за период од 2 години, каде огласот е квалифициран како делив, при што е спроведена електронска аукција со учество на повеќе економски оператори и постигната е вредност од 15.880.836 денари. Со што Друштвото за обезбедување на услуги Securco Multiservice со истото друштво, но цената на истите услуги за истите објекти е намалена за 45%. Од горе наведената компаративна анализа може да се заклучи дека доколку се овозможело деливост на јавната набавка, односно се овозможил принципот на конкурентност, цената на јавната набавка по инкриминираниот оглас број 26 од 2015 година значително ќе се намалела со избегнатото на давање на електронската аукција. Управата за Пинанска полиција во текот на целокупната предистражна постапка постапуваше и примени повеќе предистражни действија согласно Законот за кривична постапка, меѓутоа за цело време бевме координирани и под насоки на надлежниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во текот на вчерашниот ден, заедно со кривичната пријава, предаден е целокупниот доказен материјал и моментално постапува по истиот надлежниот обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.